Здраво на сите, добре дојдовте назад на нашиот YouTube канал, во нашето ново видео. Денеска со мене не е Ивона, туку сестра ми Маја. Да, поради тоа што Ивона снимаше со Кристијан Brother Tech и ве замоливме, односно ви кажавме да колку видеото собере повеќе од 100 лајкови, следува Sister Tech, а поради тоа што јас сум во Германија кај сестра ми, ми беше полесно да го снимаме тој Sister Tech заедно. Видеото со Ивона и Кристијан за помалку од 4 часа собра над 100 лајкови, така да не беше ништо друго да ми спречи, освен да кажам на Маја сремнува да снимаме видео. Така што Маја некако се одлучи да снима видео со мене. Јас си подготвив некои 15 прашања, да видиме колку таа всушност ме познава. Се извинуваме на светлото, не е баш најдобро, но сакавме да видиме во тој некако предбожичен дух, како би рекле, Christmas spirit, така што имаме позадина селка, некоја ламба и така натаму. Да не должам многу, пред да започнеме, само ќе кажам да кликнете доле на subscribe, да оставите лайк на видеото доколку ви се допаѓа и ете, ако собереме нова видео повеќе од 200 лајкови, следуваат други видеа со Маја. Првото прашање е колку години сте разлика? 2 години. Да, таа е постара од мене 2 години, таа е родена 93-та, јас сум 95-та, така што е. Тоа е таа. Опиши го Марио со 2 збора. Човек како Марио е тешко да се опише во 2 збора, ама јас ќе ги издвојам како брутално искрен и ексцентричен тип. Мислам дека вие сите што го знаете Марио би се сложили со мене. Yeah! И јас чак се сложувам, би ти не знам. Како му се вика првата песна на Марио? Пошто Ивона во едно видео не знаеше како му се вика песната на Марио, односно незиниот најдобар пријател, да видиме колку сестрата знае. Мислам дека тоа беше пред многу време, ама колку добро се сеќавам, Без тронка сомнеш беше првата песна на Марио. Но тоа беше еден музички експеримент кој јас и Угро го работевме, така да тоа не е некоја официјална песна. Да, официјална песна му е Под тебе луд. Да. Мислам дека погодив. Под тебе луд, на топло и студ. Да, тоа беше мојата прва песна со која настапив на Еврофест 2013 и освоив 3-то место од страна на Живко Михијата, така што светлото постојано се менува поради сијаличките позади, но не замерувајте, уживајте во Christmas spirit with us. Кој му омилен филм на Марио? Ова мора сите да го знаат што мене ме познаваат, затоа што ја едно време сите ги давев со овој факт. Hunger Games. The Hunger Games и сите останати филмови од тој калибар, меѓутоа The Hunger Games е првиот филм кој го имам погледнат од тој жанр, така да Divergent, The Maze Runner, The Ruins, Kingsman, The Secret Service и така натаму милиарда ги има што многу ги сакам. И мене ме зарази. Да, кој му омилен пејач или пејачка на Марио? Па јас како знам за тебе, Джеси Джей, ама за еден човек кој се занимава со музиката, што знам, може Бионсе, Мадона. Да, како вокал, Джеси Джей е жена на кој се воодушевувам како пее, каква енергија носи све тоа, меѓутоа како некој финален узор ми се ја одам по една стара шема, Майкл Джексон и Мадона, тоа би се мене онака Queen King of pop music. Така да знаеш, од прилика. Кој е вашиот омилен заеднички спомен? Па, имаме многу спомени. Искрено, како деца многу дружевме, се заедно правевме. Ама, вака на прв момент што ми текнува е една добра журка. Мислам дека во Струница беше. Бевме излезели заедно до утрински часови, спомнавме многу лудо и тоа никош не можам да го заборавам, пошто тоа ми беше стварно едно лудо излегување и баш момент за паметење. Да, зборува за журката од Струмица, која јас и Ивона нон-стоп ја зборуваме во видеята. Таа журка мислам дека сите ја паметиме, затоа што си поминавме одлично. Тоа беше периодот на сите наши песни, кога учествувавме јас и Ивона Мартинијан како представници на Команови, веќе ова веројатно како фраза ви звучи отвратно, затоа што секој видео го повторуваме, меѓутоа навистина тоа беше журка за паметење, останавме до касно са бајле Струмица, тогаш победи, а ние бевме у Струмица, така се ни беше организирано, бевме од еден до друг клуб на плоштад, журка, концерт, гледање, тоа беше навистина, имаме прекрасни спомени, слики и така натаму и одлични познанства, нели? Која е вашата омилена заедничка фотографија? Јас мислам дека имаме иста, али ајде да видам.
сигурно имаме многу заеднички фотографии, ама една така фотографија која би ја издвоила, што ми носи така некое убаво топло чувство е кога бевме маце помали. Правевме една фотосесија и јас се сеќавам бев во една бунда, а он со капа, така многу. Да, тоа исто беше зимен период на снег позади зграда, позади зграда, да. Ќе ви ја ставиме негде овде фотографијата да ја видите, мислам дека сите веќе ја знаете пошто има по сите наши мрежи, Инстаграм, Таа Фејсбук. некако ми е најубава фотографија. Дали тоа е фина фотосесија, ма ја тогаш работеше како модел и константно јас ја сликам, така што тоа беше едно, нели, behind the scene. Добро, која му е омилената боја на Марио? Немаш омилена боја. Мислам, јас би издвоила црвената и сивата боја, иако он често носи црна и бела. Сиво никогаш не носам, ами е едно од помилените. Црно и бело се комбинации кои мислам дека секогаш се онака добро дојдени и никогаш промаши со црно и бело, така да идам на таа сигурна варијанта, пошто килограмите си го прават своето, оптичка варка мора да постои, бело и црно се секогаш мислам кога знае некој да ги скомбинира, може да биде добитна комбинација, кога некој не знае, не му помага ни тиркизно. Што најмногу сакаш кај мене, а што најмногу мразиш кај мене? Ова се две прашања, меѓутоа ќе ги спојам едно за да можете да компарира. Искрено, пошто си ми брат, сакам се кај тебе, ама затоа можам да издвојам неколку работи што ме нервираат, а тоа е што кога станува сабајле рано, не прави муабет со никој. И ако му кажеш нешто, слегува од соба, доста, ми ја наполни главата. Тоа многу ме нервира, пошто јас сум спротивен тип. Да, она може главата да ти раструпа, што рано се бајле. И исто што има принципи, оди само таму кај што се пуши цигара. Значи, пуши цигара као турчин и мора да иде таму и ја го излажат, дојди кај мене, има каде да пуши цигара, кај има да пуши цигара. Дај некој дојде во Германија и сите ме прашуваа претходно, а ти каде таму ќе пушиш? Пошто така беше првото прашање на сите, знаејќи ме мене, ја не идам по гости кај родни некаде што не се пуши буквално. И викам, не бе, кај маја, па сигурно ќе би даде да пушаме, познава, знаеш, онака, посебна просторија. Ја доаѓам, само што стигнав, немав запалено цигари, едно 6 сати, пат на аеродроми у Скопје, апелирам да направите просторија за пушачи, додека чекаме она да влеземе на гејт и таму глупости. Така што, чекам 6 сати, стигам овде и викам кај да пушам, има еден прозор у другава просторија, ќе си застанеш до него, и ја еве веќе 4 дена сум овде и си пушам на прозорец, меѓутоа добро, тоа не ми пречи колку што ми пречи кафето кога треба да излеземе и да го пијам пред локал, пред шопинг центар, сегде. Не ми е жал за себе, ја ќе го пијам, него не може сам да седиш, сум тргнал со неја, она стои надвор и мрзне со мене. А зашто мрзне она? Зашто ја направете простории за пушење, апелирам до сите земји у светот, каде да ме гледате, простории за пушачи. Фала. Продолжувам. Значи, мрзи у принцип моите принципи, што веројатно сите ги мрзат. Јас сум малце принципиелен и тежок човек, така што имам такви некои чудни принципи. Не само за цигара, имам принципи за одење во диско, имам принципи за излегување, имам принципи, ги знаете. Тоа заборев да кажам. Кога ќе излезе некаде, мора такси да има. Мора, значи он пешки да иде некаде, нема шанса. Тоа исто ме нервира. Дојди вамо, не можам сега, треба со такси да идам, мислам да ние што одиме, оди сме. Добро, тоа што јас не одам е мој избор. Морам да ви кажам нешто. Марио еднашка излезе да трча. Мајо ме ба! Излезе да трча и дома се врати со такси. На диета. И решив да спортувам. И излегав на Кеј Сабајле 5 за да трчам. Али ја не се вратив со такси затоа што не можев да се трчам, не го купив лубеница, затоа што... Лаже, лубеница ми беше изговор. Не купим намерно само за да сме со такси дома. Да, зависник сум ја од такси од некои глупости кои не се здрави по живот, но тоа е таа. Добро, кој е омилено јадење на Марио? Тоа го знаат сите мои блиски луѓе, тоа го знаат сите оние кои ме следат на Инстаграм, така да не заборавајте да ме посетите. Да. Мислам, кој е во близина на Марио, не може да промаши, да не е да не знае дека болонјезе е неговиот омилен поедок. Тоа може да го јаде и за доручек, и за ручек, и за вечера. И може да го готви секојдневно и може да им го готви на сите кои се на во негова близина, така да ко воли, нек изволи.
какво е чувството да си сестра на еден млад човек кој се занимава со музика и YouTube? Во смисла, како ти го доживуваш тоа, дали те прашуваат луѓе за тоа, дали ти пречи, дали не ти пречи, дали некогаш ти било непријатно, дали ти е пријатно, дали го поддржуваш или осудуваш ето тоа? Кажи во накусо. Накусо. Па вака, да ми пречи, не ми пречи. Јас сум човек што можам се да прифатам и воопшто не ми пречи, секој има право да се занимава со она што го исполнува. Да го разбирам, исто го разбирам, иако малку ми е чудно кога ќе одиме некаде и сега он ќе зборува или ќе се снима. Може ми е чудно затоа што го знам, затоа што ми е брат, а да е некој друг може ќе го искулирам онака, ќе го видам, само и тоа е тоа, али да ми пречи воопшто не. Ја разбирам таа професија од една страна, ја поддржувам нормално, затоа што нешто кога ти исполнува и кога умееш да го работиш, мислам дека треба да го работиш. Не знам што друго да ме прашуваат луѓе, да, каде е брат ти сега, учествува ли уште некое шоу, дали пее некаде, дали настапува некаде и мислам, стварно ме прашуваат и скоро многу луѓе го знаат и тука, например, кај мене сега тука има многу македонци кои исто слушнале за него и сите ме прашуваат. Да, чак што више се деси една случка пред некој ден, јас се крстев луѓе, излегов на ја и она да шетаме по Инглштад и на Инстаграм ми стига порака, некој дечко направил скриншот од нечие стори, една девојка не видела бугарка, валјда, не видела кај одиме по улица со сестра ми и го сликала тоа и го ставила на стори на Инстаграм. Мислам, дојав у Германија и овде по улица ми сликат и сега кога се сезаме, пошто Маја вика кога ќе дојдеш, не ти треба гардерова, кој те гледа овде, знаеш, луѓе во сите се поработа, тоа никој не се замарува како се облекува, што ја некој се снимам влогови, јас сакам да сум се среден пристапачен таков. А од друга страна викам, гледаш и сега ме сликаат по улица овде, кој де али стварно се зачудив, ќе ја ставам таа слика овде, мислам дека имам скриншот направено и јас од кога ми ја пратија, да видите, не се гледа ништо од грб, од позади сме некој ме фатил, не видел случајно у Германија, така да баш чудно чувство. Добро, кога сме веќе кај тоа, кај сето тоа, во кој момент си била најгорда на мене? Па јас искрено со многу твои дела се гордеам, особено како умеш да се носиш со сето тоа. Тоа е стварно на еден човек кој се занимава со јавна професија е многу тешко да се носиш со сето тоа. Али искрено ќе го изведам тоа, не знам од која причина, неговото последно учество на X Factor во Бугарија. Кога го гледа видеото кај настапува... Да, таа не беше во Македонија, она го гледаше така само. Прв настап во Бугарија. Значи, бев толку среќна, толку горда. Кога гледа видеото си викам, тоа е тој, значи, тоа е тоа. И мислам, не знам колку солзи ми дојдоа на очи и се, мислам, тогаш бев најгорда на него. Да, тогаш сите бе горди на мене. Добро. Каде би сакало да отпатуваме заедно? Па, искрено, ја би сакала со тебе низ цел свет да шетаме, ама, ајде вака ќе издвојам Рим, затоа што сакам заедно да ја простудираме историјата и културата. Да, иначе многу живот имам бафтано со тие чуда глупости, така што на мај секогаш било интересно да дискутираме на такви теми и затоа веројатно би сакал негде да отпатуваме каде што има чудна култура, некакви нешта кои не се познати баш во нашите земји и во нашата историја, така да тоа е одличен избор. Ја би сакал заедно да одиме во Калифорнија. Мислам, јас со секој би одел во Калифорнија, само да отидам, али Маја и Ивона, полн погодок, идеме. Добро, и последното прашање, што најмногу сакате да правите заедно? Па, со Марио Когаси, никогаш не може да ти биде досадно, искрено. Со него можеш и помотно и да шеташ, и на шопинг да одиш, и кафе да пиеш, и да се сликаш, и за тоа има и идеи и се. Али најубаво ми е кога ја и он си седнеме во некоја така убава атмосфера домашна, си сипеме една чаша вино и ќе си правиме муабет, ќе водиме дебата околу нешто. И после 3 вина почнува. Самаленок сплава. Тоа ми е некако најубаво со него, мислам, стварно. И мислам дека луѓето што се дружат со него исто мислење. Да. Ти благодарам.
Да, па луѓе, тоа беа 15 прашања, ти благодарам што учествуваш во моето видео и што ја исполни. Да, и што ги исполни очекувањата на моите фанови, односно претплатници на YouTube. Се надам дека ви се допадна ова видео, доколку сакате уште видеа со Маја, можеби доколку ова видео излезе додека сум овде, ќе направиме можеби уште едно некој интересно, меѓутоа очекуваме ваша поддршка, ставете обавезно лайк на видеото доколку ви се допадна, претплатете се на каналот со клик на црвеното копче каде што пишува subscribe и ете, до нова година би сакале да стасаме до 1000 сабскрајбери, така што go. Сега ви напуштаме и се гледаме за многу скоро. Чао!